Втор директор во земјоделство се лизна на мито поради желбата да ги заобиколи законите. По Илија Стоилев, екс-директорот на платежната агенција за земјоделските фондови, во корупција фатен е и Васе Анакиев, директор на инспекторатот за земјоделие. И двајцата беа уапсени како флагранти како примаат подкуп кој претходно си го побарале за да завршат работа надвор од законските прописи. Анакиев сакал рекет од 100.000 евра, а беше фатен со половина од сумата. Стоилев пак седнува на обвинителна клупа во среда, кој побаруваше 50.000 евра, ама беше откриен уште на првата рата од 5.000 евра. Наместо да ги помагаат македонските земјоделци, завршија во шутка како осомничени, бидејќи првите нуделе и делеле мито за да протуркаат апликација што не ги исполнувала условите. Купно обвинети се 9 мина и една фирма кои идната недела влегуваат во судска постапка. Во вториот случај пак, директорот на Киев парите ги побарал од собственик на фирма за да овозможи стоката што таа ја увезувала да влезе во земјава, откако претходно била задржана на граничен премин. Образложението на осомничениот според МВР било дека стоката има забрана за влез, бидејќи не ги исполнувала законските услови за увоз. Од 5 март до четврток директно ги барал парите, при тоа вршејќи притисок врз службени лица да не му се одобри увозот на стока на правното лице, иако таа многу пати претходно била увезувана. Ваквите случаи се јасен показател дека владата не штити никој кој прави злоупотреби за разлика од претходно, кога СДСМ и ДУИ од позиција на власт ги заштитувале функционерите што не ги почитувале законите, порача министерот за земјоделство Цветан Трипуновски. Мојот став е непроменет од претходно. Секој кој што работи спротивно на законите и има злоупотреби за лични интереси треба да одговара. Имаме неселективен пристап. Ние како владина гарнитура кажуваме дека сме навистина за нула толеранција и корупција во секторот, односно во делот на водењето на институциите. Мораме да потсетиме за разлика во едно претходно време, во време на СДСМ и ДУИ, каде што заштитуваа сите функционери кои што има направено злоупотреби. Овој пат тоа не е така. Ги охрабрувам сите оние земјоделци, сите граѓани кои што можеби ќе имаат било каква дојава за злоупотреба, манипулација или евентуално противзаконско дејание, веднаш да го пријават случајот и веднаш институциите ќе реагираат како што е овој случај. Од Министерството за земјоделство, од истражните органи побараат целосно расчистување на случајот и секој кој се огрешил пред законот да се сноси одговорност.